Верските обичаи за Великден се многу слични кај православните христијани ширум светот. Русија важи за најголемата православна земја и таму пред Великден се одвива 6-неделниот пост, а се бојадисуваат и великденски јајца. Регионалната О2 телевизија ги посети Александар Бурдин и неговата сопруга Лейсен Ахмединова, кои се влюбеници во Охрид и колку што им дозволува визниот режим помеѓу Македонија и Русија, остануваат и живеат во Охрид. Начинается все самое с Масленицы. Во Русија имаме традиција за Великден што започнува на Масленица, кога завршува зимата, и после тоа започнува големиот пост, кога луѓето не јадат 6 недели и во последната недела е најтешко. За овој пост не смее да се јаде се до денот на Великден. Исто така имаме традиција за бојадисување на јајца, готвење на кулиш. Тоа е руска торта која што е блага торта со бомбони и ја спремаме за подарок кога одиме кај пријатели, роднини, кај баби и дедовци. Исто така даваме подарок од вапцани јајца кога одиме кај пријатели и кога го прославуваме овој празник и се поздравуваме со Христос воскресе. Навистина воскресе. Ова се најпопуларните зборови за прослава на овој празник кај луѓето од православна вера, кои што одат во црква и кои што се молат. Ова е најголемата традиција во Русија. Во Русија, раскажува Ахмединова, се бојадисуваат јајца во различни бои, но сепак доминираат оние вапцани во црвена боја. Ги боиме јајцата во различни бои. Секако најпопуларни се црвените јајца, но исто така правиме и жолти, зелени и сите други летни бои. И вапцуваме во така виканата хохлама техника. Тоа е традиционален руски стил, старомоден, но многу убав. Исто така користиме стикери за јајца, правиме најразлични јајца. Младите руси живеат на релација Охрид-Русија. Така е зашто и двајцата се влюбеници во овој град кој важи за Балкански Ерусалим. Ние живееме на релација Охрид-Русија. Македонија ни се допадна најмногу. Има прекрасна природа, добри луѓе, убава храна која многу ни се допаѓа. Сега сме овде по 4-ти пат. Можеби ќе останеме да живееме овде и ќе отвориме собствен бизнис. Веќе размислуваме за тоа. Александар Бурдин и Лейсен Ахмединова, русите влюбени во Охрид, беа и дел од рекламата што се сними за потребите на општина Охрид во спотот во кој се презентира традиционалната македонска храна.